За речиси една година во државата се регистрирани 38 нови случаи на заразени со ХИВ и СИДА. Иако Македонија е под европскиот просек, бројките носат сериозно предупредување. Инциденцата е 2,1 на 100.000 жители, но значително пониска од европскиот просек од 5,3, каде бројките растат побрзо. Од новодиагностицираните пациенти, 37 се мажи, а само еден случај е жена. Просечната возраст на новите случаи е 35 години, а се во опсек од 23 до 64 години. 73,7% од случаите се на возраст од 20 до 39 години. Од анализата на пристигнатите пријави, од тие со достапен податок, се забележува дека во однос на веројатниот ризик за стекнување на ХИВ инфекција, регистрирани се 5 лица со хетеросексуална трансмисија и 29 лица од МСМ, мажи со мажи популацијата. Начинот на пренесување на инфекцијата се случила преку сексуален контакт меѓу мажи, додека 5 лица се заразиле преку хетеросексуален однос. Од откривањето на заразата, за речиси 40 години, во Македонија од СИДА починале 138 луѓе. Во извештајот на Институтот за јавно здравје пишува дека овие податоци ја нагласуваат потребата за превентивни програми и континуирана едукација на популацијата со највисок ризик. Со воведувањето на антиретровирусната терапија, преживувањето на лицата кои живеат со ХИВ е значително подобрено. Во последните 10 години, од 447 регистрирани случаи, регистрирани се 33 смртни случаи, што представува стапка на смртност од 7,4%. Најголем број случаи се во Скопје, а нема ниту еден пријавен во Струмица. ХИВ останува глобален проблем од кој досега се регистрирани околу 44 милиони смртни случаи, а речиси исто толку луѓе минатата година живееле со овој вирус. Во светот околу 630.000 луѓе лани починале од оваа инфекција, а се заразиле 1,3 милиони луѓе. Иако се уште нема лек, со превенција, дијагноза, третман и грижа може да се третира како хронична состојба, овозможувајќи им на луѓето со ХИВ да живеат подолго.